Единствената најмоќна вештина за зајакнување и подобрување на семејните односи е здрава и правилна комуникација. Денес во приказна ќе говориме за комуникацијата во семејството. Науката ја дефинира комуникацијата како размена на идеи, мисли, чувства, ставови. Во рамките на семејството тоа би значило размена измеѓу семејните членови. Ефективната комуникација значи да си активен слушател, значи почит кон соговорникот, значи и чиста, јасна информација, недвосмислена. Тоа е многу важно за да комуникацијата биде соодветна измеѓу членовите на семејството. Генерално комуникацијата се дели на вербална и невербална. Вербална е она стандардната преку говор, невербална е она преку мимика, гест, постура на телото. Кога зборуваме, тие двете се испреплетени помеѓу себе. Ние не можеме вербално да се изразиме без тоа невербално да го покажеме. Главна компонента тука не е емоцијата, оно што ние го чувствуваме, додека пренесуваме информацијата и пораката, тоа невербално го пренесуваме кон нашиот соговорник. Многу често во семејството сега е индиректната комуникација, кога овие две беа директни, постои така наречена индиректна комуникација, кога ние се комуницираме преку пишани пораки, дали е тоа некои белешки во семејството, кој што изгледа сладко и романтично понекогаш, меѓутоа многу често ја користиме она пишана комуникација измеѓу преку социјални мрежи, апликации, групи, така. И тоа станува секојдневие наше. Од една страна ние зголемува нашата блискост, но од друга страна во дигиталниот свет не можеме да зборуваме за поголема блискост, за да почувствуваме поголема блискост со човекот што комуницираме, треба тоа да е директно, да ја видиме таа невербална комуникација, да ја видиме емоцијата која што сакаме да ја пронесеме. Тоа е таа негативна страна на оваа дигитална компонента, на овој дигитален разговор. Мора да сме многу јасни во пораката што сакаме да изнесеме, затоа што тука не можеме да ја видиме емоцијата. Не може да користиме емотикони, тие смешки така натаму, меѓутоа тоа не се доволни за да покажеме што во суштина сакаме да пренесеме со пораката. Тоа е клучот за функционално семејство. Да се има отворена комуникација во семејството, значи да се создаде блискост помеѓу семејните членови, да создадеме семејство каде што се негува довербата, каде што се негува љубовта на еден отворен начин, со отворено искажување на љубовта, дали е тоа преку допир, гушкање, секојдневни активности, покажување на внимание еден кон друг. Доколку ја немаме оваа отворена комуникација, семејството со тек на време може да премине во дисфункционално, како ќе се дистанцираат семејните членови помеѓу себе, и физички и емотивни, и што е најважно, нема да знаат како да се ги решат конфликтите. Оваа отворена комуникација ни овозможува лесно и ефективно решавање на конфликтите и пред се навремено, а доколку ја немаме, конфликтите стануваат големи и тешко решливи. Пред скоро време имавме едно истражување баш за денот на семејството. Сакавме да видиме каква е комуникацијата, односно какви се семејствата во кои што живеат младите лица. Комуникацијата се покажа како една од најпроблематичните компоненти. Скоро половина од нашите испитаници, а беа 430, значи скоро 200 од нив, окажуваат на тоа дека имаат недостаток во комуникацијата во семејството, а понатаму го издвојуваат како причина број 1 за развод на бракот. Така да може би да си го поставиме прашањето дека овие млади лица се плашат дека нивното семејство не е баш соодветно во овој момент. Таа се негува од самиот момент, од првиот почеток. Се учи преку секојдневието, ако сакаме детето да го научиме здраво да комуницира, да развие здрави форми на комуникација, ние мора да сме огледало на здравата комуникација. Детето да види како треба да употребува зборови во смисла на ве молам, љубезно да е благодарам, те сакам. Ова е збор кој што многу ретко почнува да се употребува во семејството, а е многу важно. Ние знаеме дека се сакаме, но сакаме да го слушнеме тој збор од нашиот партнер, од нашето дете и треба да го изговориме. Комуникацијата и се учи. Некогаш сме залутале некаде, сме развиле лоши форми на комуникација, некогаш вербално сме агресивни, некогаш дури и физички сме агресивни. Мора да научиме како правилно да комуницираме, како да ги употребуваме правилно зборовите, да го формулираме на еден пријатен начин кога ја пренесуваме пораката, и многу е битно да научиме да слушаме. Активното слушање е многу важна компонента од комуникацијата, а мислам дека ни фали.
Во филмовите и во книгите честопати се идеализира семејството како место во кое не постои проблем. Но во нашите врски и во нашите семејства во реалноста сите ќе се соочиме со конфликтни ситуации. Како да ги исправиме ќе дознаеме денес во ова издание на Приказна. Конфликтот е нешто со кое ќе се соочиме во одреден момент. Ова е особено важно при случаите на семејно насилство. Кога станува збор за семејното насилство, тука веќе може да се каже дека проблемот постои, дека има нарушена комуникација. Значи, доколку имало здрави начини на комуникација и разговори кои што биле на база на почитување, взаимно почитување, не би дошло до такви екстремни ситуации. Така што тука веќе е потребна помош од професионалци. Во однос на жртвите им е потребно да научат како да излезат од улогата на жртва. Оти семејното насилство е проблем кој што трае долго. Не е тоа со една шлаканица, шамар и да завршува. Најчесто жртвите многу години траат. Од праксата, од она што го работам јас, знам дека потребни се можеби 5 и повеќе години за да се охрабри една жртва да излезе и да побара помош. И таа е како една птица која цел живот била во кафе, си доаѓа и бара помош, ама не е сигурна. Светот е голем и застрашувачки. Така што е потребно многу да се работи со една жртва, да се подигне нејзината самодоверба, да се врати довербата во системот, во институциите, дека може да ја помогнат, но битно е таа да сака да ја биде помогнато, бидејќи многу често самодовербата кај жртвите е на многу ниско ниво и тие едноставно не веруваат дека може да им се помогне. Со сторителите пак е потребно друг тип на комуникација, зборувам за стручна и професионална комуникација. Тоа се, кои се причините зошто еден човек е насилен? Можно е затоа што научил такво однесување од своите родители, членови на семејството кога тој бил дете. Живеел во насилна средина и тој станал исто така насилен. Можно е да има проблем со зависност, со некакви ментални проблеми во менталното здравје, заради кои што исто така е потребно помош и таквите проблеми го потенцираат несоодветниот агресивен одговор со некое блиско лице во семејството. Може би станува збор за толерирање на наследството како нешто што е нормална средина, каде што треба да се очекува дека мажот е тој што треба да биде силен, моќен и таа физичка, може би економска моќ да ја злоупотреби врз другите членови на семејството, или едноставно станува збор за човек кој што има низок праг на толеранција, не знае како да комуницира на соодветен начин. Семејното насилство е комплексен проблем и неопходно е да се решава со стручна помош. Семејното насилство е комплексен проблем и тоа е комбинација на индивидуални карактеристики на личноста, ситуации од социјалното обкружување, па дури општествено. И рековме, причините може да бидат различни, наследено однесување, внатрешни проблеми, проблеми во недоизградена лоша комуникација, едноставно, недостаток на некакви вештини за да се вербализира тоа што внатрешно се чувствува. За волја на вистината, не сите конфликти се лоши и не водат кон семејно насилство. Она што е важно е да се разбере дека конфликтот треба да се реши здраво и брзо. Пред се разбирањето би рекла дека е решение за секој конфликт. Разговорот секако е клучен. Нели, доколку имаме разговор, имаме можност да го разрешиме конфликтот. Доколку не, нормално дека не можеме. Сепак, веројатно има и ситуации кога не може нешто да се реши ни со разговор, но мислам дека тоа е, доколку има желба и волја кај двајца луѓе да разговараат, дека секако има многу поголеми шанси да се реши конфликтот. Негативен или нездрав конфликт е кога имаме манипулација, кога имаме недоверба, кога имаме агресија во конфликтот и тогаш кога сме субјективни реално во конфликтот, а не ја гледаме страната на другиот. Ниту една врска нема да напредува без конфликт. Она што ја враќа рамнотежата е добрата комуникација. Ние правевме едно истражување изминативе месеци за предизвиците на семејствата, потребата од брачната, семејната и родителската едукација и неспомнено ги начнавме и сите овие теми кои што разговараме денеска. Комуникацијата се испостави дека е многу важна во рамките на семејството.
над 40% од испитаниците укажа дека таа е една од главните причини за развод помеѓу брачните партнери, но и дека е една од главните предизвици и проблеми со кои што се соочуваат семејствата. Така што да научиме правилно да комуницираме, можеби ќе биде еден од клучните начини како да научиме да се справуваме со предизвиците на современите семејства. Комуникацијата е најважниот фактор во врската, бидејќи ја представува нејзината способност да се исправи. Комуникацијата е секогаш битна, но секогаш треба да се земе во предвид кога, како и зошто. Во постапки каде што имаат партнерите нарушени партнерски односи, секогаш постои некоја недореченост. Секогаш постои потреба едниот партнер да биде искажан, другиот да слушне, да си ги споделат помеѓу себе недоразбирањата или причините што ги довеле до одредена ситуација. Во постапката за насилство веќе комуникација нема потреба, затоа што тоа ескалирало и довело до ситуација каде што нели едното лице, обично жената, е повредена, па тука веќе се постапува согласно законски прописи, се работи советодавно и тераписки, како во однос на жртвата, така и во однос на насилникот, што значи комуникација да, но во некој друг правец на надминување или на травма или на учење на ненасилна комуникација за надминување на личниот проблем и агресија со кој што се соочува сторителот. Кога конфликтот не може да се реши, а едниот или обајцата партнери намерно се повредуваат едни со други, станува нездраво. Јасно е дека ова не е здрав пристап кога комуницирате со личноста што ја сакате најмногу. Затоа најважно за да се реши конфликтот е да се комуницира здраво. Доколку не се сослушаме, не можеме да го разбереме проблемот и суштината на проблемот. Од она што го имам јас добиено сознание во праксата, често парти кога ќе доаѓаат партнерите, едноставно не можат да прекинат да се расправаат, но во таа расправија тоа е една општа галама каде што никој никого не се слуша, но само се нафрлаат навреди, обвинувања, кој што направил, кој што не направил, и често пати првично ги оставам да си кажат што имаат, а потоа им велам и добро, и што сега? Дали разбравте што се случува? Значи потребно е да се сослуша, да се има трпение, да се има волја да се надмине нели состојбата, за да може да се добие некаков конечен одговор, некакво решение и за да продолжат да ја подобрат општата благосостојба во домот. Сосема е нормално паровите да имаат несогласувања и моменти на лутина. Здравата доза на конфликти и изразување фрустрации е нормален дел од секоја релација. Неопходно е да научиме дека сите сме различни и имаме разлики во размислувањата кои треба да се прифатат и да се разберат. Во постапките за развод за брак, кога доаѓаат тужбите од страна на судот, првиот дел во барањето од судот е спроведување на мировна постапка. Значи, повторно се дава можност да се научат партнерите и да комуницираат, и да живеат, но и да научат, односно да увидат кој е основниот проблем поради кој дошле тука. Постојат ефективни техники за слушање кои може да помогнат да ги разберете перспективите на партнерот или партнерката за време на несогласувањата. Затоа сметам дека е потребна една семејна едукација на родителите, за да прво тие научат како да комуницираат, како да бидат добри родители, како да бидат добри партнери. Во работата со деца некаде прочитав еден говор, една реченица од едно дете, вели што е тоа семејство? Семејство е кога дома имаш се. Значи, за да стигнеш дома да имаш се, треба да знаеш како тоа да го постигнеш и да го направиш. Сметам дека треба сите да подлегнат на една семејна едукација во сите периоди од својот живот. Значи, прво од школска возраст, каде што децата треба да учат на една емпатија, на едно сочувство помеѓу другарчињата, за да не се пренесува тој трансгенерацијски модел кој што нели лошо би влијаел и резултира со зголемен број и на насилства и на постапки за развод на брак.
Блискоста комуникацијски се раѓа и преку споделување не само позитивни емоции, туку и изразување тага, ограничувања, иритации и неуспеси. Потребно е прифаќање на овие автентични димензии кај секој партнер, кои без сомнение сите ги имаме. Блискоста во семејството се изразува секојдневно. Да започнеме со физичките контакти, со прегратки, со допир, покажување на внимание меѓу членовите во семејството, потоа со емпатични разговори помеѓу членовите на семејството и да создадеме една средина во која што членовите на семејството ќе се чувствуваат сигурни, безбедни и сакани. Тоа е целта на едно хармонично семејство, би рекла. Учењето како подобро да комуницирате со вашиот партнер може да ја одведе вашата врска на едно ново ниво. Во секојдневниот живот ни помагаат тие техники за комуникација, но и техники за слушање. Тоа значи да слушаме тивко и да слушаме активно, да користиме зборови со кои што му потврдуваме на соговорникот дека го слушаме, го разбираме и дека сме вклучени во тоа што го кажува, дека сме заинтересирани. Меѓутоа имаме и невербални техники, како што е климање, гледање во очи, исправен говор, сето тоа му покажува на соговорникот: да, те слушам и заинтересиран сум со тоа што го зборуваш. Може би е корисно да ја прашате личноста со која сте во врска кој е неговиот, односно нејзиниот љубовен јазик. Љубовните јазици би можеле да бидат важен фактор што треба да се земе предвид, бидејќи тие се во директна корелација со комуникацијата. Љубовниот јазик, повторно ќе го нагласам тука, физичкиот контакт, прегратките како основни за изразување на љубовта, но имаме различни видови на луѓе кои што сакаат физички допир, но луѓе кои што сакаат зборови. На некои партнери им е потребно да се искаже љубовта преку зборови, на некои преку дела. Љубовниот јазик може да биде со секојдневните мали навики, оставање порака за децата, за партнерот во кутијата за храна. Понатаму во љубовниот јазик имаме и многу неформална комуникација, имаме квалитетно време поминато заедно, правење на активности кои што значат на секој од членовите на семејството. Може тоа да бидат секојдневни активности, готвење на омилената храна, играње со децата, нешто што тие најмногу се радуваат. Љубовниот јазик е можеби нешто што најмногу и се учи преку гледање, имитација. Децата знаеме дека се како сунгер, тие ги впиваат сите гестови, зборови од своите родители. Активното слушање е многу важно. Невербалната исто така многу значена, затоа што пред мислите да ни дојдат во мозокот, телото не издава, забрзано ни чука срцето, правиме гримаси со лицето, вознемиреноста се гледа или во рамките на семејството често пати велиме мајката знае детето уште пред да се разболи, ги чита знаците на телото, нашите блиски луѓе знаеме кога се лути, кога се среќни. Но во сите овие методи на комуникација јас сакам да дадам акцент на активното слушање. Не е слушањето само како аудитивен процес, да ги слушаме членовите во семејството што имаат да ни кажат, туку пораката која што сакаат да ни ја пратат. Не само она што е скриено во тоа што ни кажуваат или што би се рекло, ако се прашуваме како го поминавме денот, тоа да не биде нешто што го правиме чисто како една формалност, туку навистина да застанеме, активно да го слушаме членот и да видиме која е пораката што сака да ни ја прати. Нечи љубовен јазик може да биде афирмацијата, значи начинот на кој комуницирате игра улога во тоа како афирмирате некого. Во овој случај тоа би било вербално. Друг метод на комуникација е физички допир, да научите како вашиот партнер сака да прима љубов и да дава љубов, неверојатно ќе и помогне на вашата врска. Зошто е важна комуникацијата помеѓу семејните членови дома?
Значи, комуникацијата е важна затоа што со самата комуникација представува основа за доверба, за разбирање и за меѓусебна почет, затоа што со самата комуникација може да се избегнат и да се разрешат конфликтите кои што се јавуваат во едно семејство, потоа исто така да се видат различните потреби на секој од членовите, а исто така и да се видат децата, односно со самиот начин на комуникација, децата учат преку нас возрастните. Ќе се задржам прво на партнерската улога и каква е комуникацијата помеѓу партнерите. Често пати се чини дека партнерите се навидум физички многу блиски, но во суштина се многу далечни, односно имаат комуникација малку нејасна. Зошто е тоа така и дали е тоа заради тоа што можеби емоционално се оддалечиле, дали е тоа заради тоа што немаат комуникација? Да, значи целата работа лежи и целиот, па ќе кажам, проблем е во начинот на тоа како партнерите комуницираат, значи меѓу себе. Иако можеби заедно се во една иста просторија, значи тоа е физички само, а емоционалната дистанца да се почувствува. Тоа е така се затоа што начинот на кој што ги кажуваат информациите, начинот на кој што ги кажуваат своите емоции, активното слушање исто така многу битно да си кажат партнерите што мислат, значи што чувствуваат, да поминуваат време заедно и доколку видиме дека има некоја си потешкотија, некој си проблем кој што го отежнува, значи самиот начин на комуникација, да знаат, односно, нели, како да го решат, како да го разрешат. Исто така и кога чувствуваме некоја потешкотија и наместо да се браниме, најчесто начинот на комуникација кога смирено значи комуницираме во делот на јас порака. Например, јас се чувствувам тажно затоа што наместо ти си секогаш ваков и ваков. Тие јас пораки делуваат смирувачки, делуваат уважено од страна на себе и од страна па на другиот и можност да не чуе некој, значи во оваа ситуација партнерот каде што не може да не разбере на некој начин. Се чини дека уште од малечки низ приказните се учиме дека животот е совршен, дека во семејството комуникацијата секогаш е безпрекорна, дека конфликтите значат дека нешто лошо се случува, но во суштина не е така. Во семејството многу е битно да научиме да се разбереме токму преку комуникацијата и низ добар јазик да ги разрешиме на тој начин конфликтите кои што можеби ќе бидат една добра поука за воиднина за нешто друго. Да, баш така и исто така многу е важно конфликтите кои ги имаме да не ги ставаме под тепих. Односно да се решат во ситуацијата кога сметаме дека треба да се решат. Ако во моментот сме нервозни, зборувам во делот на брачна релација, ако се чувствуваме понапнати, имаме конфликт, не е само да го ставиме под тепих, туку за одредено време тој конфликт да се реши, да се надмине. Еве сите ние сме обременети со бројни обврски. Колку често можеме да научиме дека можеби некое време поминато сами, да се слушнеме кои се нашите потреби, ќе ни овозможи да се смири за потоа комуникацијата да биде навистина ефективна во поглед на партнерството. Да, многу добро значи го доловите, затоа што сепак секој нели резонира и секој донесува одлуки, бидејќи значи донесувањето значи па на одлуки па во една брачна заедница не е само од мој аспект, туку од нели заеднички аспект, но меѓутоа почитувањето на времето мое и времето негово, односно на партнерот, дава многу поголем ефект кога ќе имаме некоја тензична, еве да ја наречам ситуација, конфликтна, односно да се видам каде сум јас. И значи кога имам некој си проблем, некој си конфликт, тоа да биде подалеку и од децата, доколку нели
постојат. Така да многу е битно кога, каде и во кој случај ние ќе се произнесеме со тоа што нас не мачи и што ние го гледаме како потешкоти, односно како проблем. Колку е исто така важно понекогаш да не ги премолчуваме работите, туку јасно да ги кажуваме, бидејќи можеби перцепцијата на партнерот или партнерката е различна од она што ние го чувствуваме. Колку во таа насока е многу важно да комуницираме со прецизен јазник, односно да ги објаснуваме своите чувства во тој момент. Многу е важно, дури да кажам па неопходно, бидејќи самиот начин на тоа што носам јас, значи па во врската, значи па во брачната па релација, зависи од тоа какво детство и какво минато сум имала јас. Сето тоа влијае понатака и можеби да кажам ќе ја отежни таа брачна релација доколку се јави некој си конфликт. Односно сите ние знаеме како ги решавале конфликтите, нели нашите дома и каков модел нели ќе примениме. И сега кога ние се ставаме во таа ситуација, кога ќе се јави некој си ева па ќе кажам некоја си потешкотија, многу е битно партнерот да го слушаме. Затоа што најчесто партнерите не се слушаат меѓу себе, односно кој е погласен. И конфликтот па се решава одма и сега. Не ставаме да се види кога, каде, што, значи многу е битно активното слушање, емпатијата, односно да се ставам во улога на другиот, макар и секунда, иако тој не е можеби во право, но за да решиме конфликт треба да се слушаат заедно двете страни, бидејќи секоја приказна во оваа ситуација има две страни. И многу е битно не конфликтот па се реши по моје, туку конфликтот се реши заеднички, бидејќи во конфликтот учествуваат двете страни. Да ги споменеме и децата, многу е важна комуникацијата во семејството и од аспект на децата, односно на кој начин комуницираме со децата. Колку во таа насока е важно да научиме правилно да комуницираме, особено да разрешуваме конфликти, бидејќи и ние сме на некој начин пример кој што тие ќе го следат во иднина. Да, значи децата како разбираат додека се мали, се зависи од тоа како комуницираат па возрастните меѓу себе. Значи, бидејќи децата првата средина од која што детето учи како да гледа, како да комуницира, како да се гледа себе си, како да ги гледа другите, се доаѓа од возрастниот модел. Така да доколку детето расте во една средина каде што постојано е токсична, каде што постојано има некои си изливи на бес, на агресија, многу често гледаме исто така, тоа дете, значи или ќе го имитира својот родител, или пак ќе се повлече па во себе. Значи многу реперкусии остануваат по детското ментално здравје. Колку во таа насока е можеби и важно да побараме помош, да научиме како правилно да комуницираме, како правилно да слушаме, особено заради децата. Да. Прво ќе кажам, не е се заради децата, нели и за нас, првин за да си го дадеме нели ние мирот во себе и за да децата гледаат како мама и тато нели се сакаат, како мама и тато се почитуваат. Многу е битно од самите ние да поидеме, односно ако видиме дека имаме некоја потешкотија која што без разлика дали зависи од нас, дали ние нели сме вклучени, треба да бидеме доволно свесни, доволно присутни и доволно емоционално свесни, па ќе кажам, за да побараме помош од некое стручно лице. Првите самите ние, значи како единка, која што после понатака, кога ние ќе побараме помош, кога ќе бидеме поприсутни, посвесни и поприсутни, посвесно ќе пристапуваме и кон уважување на другиот, кон уважување на децата, односно сето тоа дава некака метастази на секаде, почнувајќи од самите себе си. Би сакала да го спомениме и јазикот на кој што комуницираме, може да се научи со цел да ги смириме некои ситуации кои што може да прераснат во конфликт, со цел да го решиме проблемот наместо дополнително да ескалира. Да. Како што напоменав, во конфликтните ситуации многу е важно да изброиме до 10, односно да останеме смирени. Потоа, активно
да бидеме активни слушатели, потоа да имаме взаемна почит и кон другата страна, односно многу е важно исто така и да знаеме дека не секој мисли како нас. Значи да го почитуваме различното мислење, без разлика кој е крив, кој е прав. Тоа, исто така, да поминуваме време заедно, зборувам, дали е тоа на семејна структура, дали е тоа брачна заедница, времето поминато заедно дава подобри резултати во делот на комуникацијата, во делот на разбирањето, во делот на почитувањето, така да тоа е еден тие неколку работи ја прават клуч на комуникацијата, без разлика дали тоа станува за семејна релација, пријателство, брачна средина или пак нели било која друга релација. И колку во таа насока е важно оние семејни ритуали да ги зачуваме, да ги негуваме со цел да го задржиме тој убав комуникацијски јазик кој што можеби ќе придонесе за повеќе разбирање во иднина. Да, многу е битно, затоа што семејните ритуали се тие кои што ја поддржуваат семејната структура. Односно, ако ние знаеме дека во недела одиме, секоја недела или еднашка во неделата одиме на ручек или одиме некаде во парк, тоа и дава некоја си смирувачка, но меѓутоа и чекам нешто што ќе го правам заедно со мама и со тато, но и мама и тато што ќе прават нешто заедно. Така да семејните ритуали се поддржувачки. Во светот многу често како што има курсеви за обучување на комуникацијски виштини во деловната средина, се практикува и учење, совладување на комуникацијски виштини од аспект на семејните потреби. Како е тоа кај нас, колку имаме такви курсеви или такви обуки и дали сме подготвени да ги совладаме тие комуникацијски виштини или сепак сме општество кое што малку ги стигматизира тие работи? Ја кажам дека како средина, како заедница во која што живееме, уште важат оние традиционални норми, каде што сепак со делот на свесноста, па ќе кажам индивидуално на брачните партнери, од тоа што нема да донесат од своите родители, зборувам, зависат и тоа какви комуникацијски вештини, способности пак имаме ние. Сега, за курсеви, за едукација, за увидување на некои работи, зависно од тоа колку партнерите се подготвени, колку семејството е подготвено да вложи во себе. Односно да во таа средина, да. И тоа многу е битно дали ја гледаме и дали го гледаме проблемот, тешкотијата која што постои или не сакаме да ја видиме, бидејќи ние кога гледаме, ние тогаш правиме некоја промена. Само така може да направиме промена со свесност, присутност и со гледање. Значи, да се соочиме. А најчесто кај нас, зборувам, па во нашево општество, па во нашево обкружување, повеќе работите некако се ставаат под тепих, па кога ќе се преле чашата, тогаш се кажуваат сите работи, сите видувања, па дури што се случиле и од 2002. Така да некако, да, за жал е тоа е. Постојат, пак ја кажам, едукации, постојат курсеви, постојат различни нивоа, така да се зависи од тоа колку ние како индивидуи, како заедница сме спремни па да вложиме во нас самите. Разговаравме со Бојан Богдановски, кој е логопед и во својата секојдневна работа се среќава со голем број пациенти со различни здравствени состојби и тешкоти во говорот. Се зависи за каков вид на состојба станува збор, можеме да кажеме дека најчесто се јавува кај овие деца фрустрација, кај децата, например, со аутистичен спектар, поради тоа што не можат добро да се изразат, се јавува флапинг, односно на мафтање со рацете, познато во народот, додека кај другите деца кои што имаат пелтечење, често пати се јавува страв од јавен говор, поради тоа што стравот само се зголемува, со самото тоа се избегнува да се комуницира со лицето до околината или пак се бара збор компензација каде што нема да се јави пелтечење. Генерално можеме да кажеме дека проблемите во говорот и во јазикот влијаат севкупно на квалитетот на животот на индивидуата.
Родителите потребно е да се едуцираат за да им помогнат на децата со попреченост да научат да комуницираат. Секогаш кога ќе забележиме дека некој дете има било каков развоен проблем, не само говорно-јазичен проблем, треба веднаш да се консултираме со стручно лице како што побрзо би се донело диагноза и би се започело со адекватен третман, а во однос на тоа како родителите треба да постапат во однос на нивните деца, треба да покажат многу внимание, многу трпеливост, доста разбирање, како што би возможеле нивно пред се прифаќање од домашните, потоа прифаќање од околината. Велиме дека живееме во едно модерно време кога најголемиот дел на информациите ги добиваме преку интернет, но сите сме свесни дека голем број од тие информации не се веродостојни, па често пати ние возрастните кога пребаруваме симптоми на некои наши сензации за организмот, се поистоветуваме со некоја посериозна болест што создава голема паника кај нас, а при тоа создава паника и кај родителите на овие деца, па затоа советуваме дека кога читаат треба да читаат од некои релевантни извори на интернет и секако да се консултираат со нивниот матичен педијатар, со логопед, дефектолог, односно професионалци кои што работат со овие состојби. Кога станува збор за дете со уреден говорно-јазичен развој, мораме да кажеме дека тоа учи преку говорниот модел од неговата околина, односно тоа како говорат неговите родители, баба, дедо и така натаму, а потоа самото дете го учи начинот на говорење од својата околина. Тоа најчесто се врсниците, градинката, училиштето и така натаму, додека кај оние деца кои што имаат говорно-јазични потешкоти, кај нив мора да се започне со логопедски третмани, не се започне доста доцна, туку треба да се започне со оној програм за рана интервенција, ран третман, како би се добиле најдобри, најбрзи резултати. Најчесто родителите, кога се јавуваат на преглед, велат дека проблемите во говорот и јазикот кај нивното дете се јавуваат околу негова 2-3 годишна возраст, па затоа сметаме дека тоа е најдобриот период кога треба да се јават овие деца. Кога зборуваме за рана интервенција, таа го опфаќа периодот од самото раѓање на детето па се до неговата 7 година. Но повторно велам, колку порано се јавиме на овие третмани, толку ќе имаме побрзи, подобри резултати. Возрастните исто така треба трпеливо да се однесуваат со децата при учењето на комуникацијата. Во народот го слушаме тоа дека луѓето зборуваат дека многу е тешко да се биде лице со попреченост, но верувајте дека многу е исто така тешко да се биде и родител на дете со попреченост, па затоа овие родители треба спред се да бидат добро разбрани и прифатени од страна на логопедите и дефектолозите кои добро ќе ги едуцираат и обучат за овие состојби. Во однос на самите третмани, нивното време трајање зависи од самата тежина на клиничката слика од самата состојба, односно тоа може да биде неколку месечен третман кој станува збор за неправилен изговор на одредени гласови, додека пак кога ние покомплексни состојби како интелектуална попреченост, развојна дисфазија, аутистичен спектар, некогаш се зависно индивидуално од детето, не потребен подолг третман од неколку месеци, па некогаш и повеќе години, кај потешките состојби, дури некогаш доживотен третман. Комуникацијата како процес во семејствата започнува со првото плачење на новороденчето и се развива континуирано во текот на целиот живот. Дилемата дека комуникацијата најчесто се изразува низ искажан збор или реченица ги доведува родителите во заблуда дека доколку детето нема развиен говор, тоа не може да комуницира. Здрава комуникација, како што самиот збор кажува, е комуникација и меѓу децата, меѓу родителите и децата, меѓутоа и меѓу сите членови на семејството. Здрава комуникација подразбира комуникација во вистинска смисла на зборот, разговор, бидејќи денеска во ова време обременето кое што ние го живееме, заборавивме да зборуваме. Заборавивме да комуницираме. Значи детето, неговиот телефон, родителот, масовниот медиум, обременоста со работата и тоа се ни доведува да и кога ќе бидеме едни до други, ние сите си размислуваме и си гледаме нешто, заборавајќи да зборуваме, а разговорот и јазикот со кој што зборуваме, со кој што го употребуваме, ја што велам, културата на комуникација е основа за здрав развој на секоја единка и нејзин напредок.
Комуникацијата е еден битен начин како да се изградат добри и здрави релации помеѓу членовите на семејството. Децата кои имаат тешкотии со говорот, потешко може да се разберат со луѓето околу нив, да кажат што сакаат и што им треба, што влијае на можностите за секојдневна интеракција со врсниците и семејството, раст и развој. Многу е важна едукацијата на семејствата и обезбедување насоки за препознавање и поттикнување на различните начини на комуникација. Комуникацијата подразбира пренесување на основните вредности, основните животни навики, основниот, да речеме еден вид на патоказ, ајде ке се изразам уметнички, како тоа дете да се научи правилно да чекори низ шумата наречена живот. Комуникацијата е суштествено нешто и учењето на комуникација подразбира начин на кој што вие утре ќе се обраќате и ќе разговарате и со вашиот, без оглед кој да вие, со говорник, со беседник, дали со вашиот партнер, дали со предпоставена личност. Суштествена е комуникацијата во семејството. Да го научите детето најрана возраст, да му кажете што е добро, што е лошо, што е правилно, што е неправилно. Да му кажете дека треба да научи да слуша. Бидејќи културата на комуникација не подразбира само разговор или она што велиме разговор меѓу личности кои што не се, ако не се слушате ви еден со друг, ако не восприемате она што ви се кажува, тогаш ви е за џабе и целата комуникација. Значи комуникацијата значи да го научите и на однесување, да го научите и на слушање и она што е круцијално во комуникацијата, тоа е комуникацијска толеранција. Семејството и родителите се првата алка од која започнува процесот на поддршка на развојот на секое дете. На оваа алка се надоврзува влијанието на сите чинители, вклучувајќи ги врсниците, воспитувачите, наставниците и пошироката средина. Има многу начини, техники. Децата пред се учат преку игра, преку модели, преку менување на улоги, преку цртање, сликање, пеење и така натаму. Но можеби најдобриот модел е тоа што децата го гледаат кај собствените родители. Родителите се најдобар рол модел за децата и првиот извор на социализација, така што природно е кога децата да гледаат дома здрава комуникација или дека е природно да се разговара за некои теми, понатаму во животот да немаат проблеми тие да разговараат и тие да бараат начини како да го решат конфликтот и да бидат поотворени во комуникацијата. Иако некои луѓе природно се поотворени и по-екстравертни, сепак мислам дека никој не се раѓа спремен да комуницира, туку комуникацијата се учи. Децата комуницираат онака како што комуницираат и родителите. Секако тие се свој, со свој карактер, кој што си го имаат од раѓањето, но нели тие впиваат ако имаме постојани конфликти во семејството, ако имаме постојани кавги од страна на родителите, се извинувам, така и децата ќе го пресликуваат тоа однесување. Да ги учиме уште најраната возраст, да ги изразуваат своите чувства, своите емоции, да ги научиме дека изразувањето на чувствата не е слабост, дека тоа е храброст. Доколку се мали, да ги цртаме чувствата, да ги валидираме чувствата, да знаат кога се тажни, кога се лути, како да ги научиме кога ќе станат возрастни тие чувства да ги искажуваат, а не да ги супримираат. Понатаму со заеднички активности, со заедничка игра. Личниот пример сметам дека е најважен, затоа што доколку тие гледаат едно моделирано однесување од страна на родителите на возрастните и тие ќе го приманат, но исто така преку заеднички разговори, емпатични разговори, да ги научиме на емпатија овие млади деца и да им дадеме време да се изразат. Не секоја возраст и не секое дете може исто да се изразува. Некои се екстровертни, некои се интровертни, на некому му е потребно повеќе време за да може да ни кажат тоа што им е потребно. Отворената комуникација е клучна за развивање хармонични семејни односи. Сепак, на многу родители им е тешко да најдат начин да разговараат со своите деца, особено ако тие самите немале пример за емпатија додека растеле. Комуникација во семејство и комуникација воопшто секогаш треба да има и комуникацијата представува моќ. Често пати поради отсуство на немање на комуникација може да се
доведе до погрешно разбрана порака, до нерасположение во семејството, кое понатака може да прерасне во погрешно сватени пораки, во оддалечување помеѓу партнерските комуникации, како и оддалечување на родителството и воспитување на децата. Заради тоа, комуникацијата секогаш треба да постои во семејството, која што треба да биде изразена отворена, јасна, согласни и јасни поставени прашања во однос на проблемите кои што се соочуваат, но не само проблеми, и во односи на радости, и на среќи, и на споделување на секојдневие во едно семејство. Апсолутно, тоа е невербалната комуникација, значи, меѓутоа и тука е поентата во семејството да вие умеете да го познаете и препознаете своето дете. Фацијалната експресија, еве, ако покажува лутина, или кога вие му кажувате нешто, ако гледате дека тоа што велиме невербална комуникација гледа нагоре или прави некои тикови, вие треба да сватите дека тоа не е или не ве разбира, или не е заинтересирано, па да најдете соодветен начин на комуникација како да му доближите. Можеби и вие да направите некоја гримаса за да свати дека не е пријатна таа гримаса. Значи, невербалната комуникација. Исто така и во рамките што велам и со студентите, кога вие можете да препознаете дали некој покажува интерес, дали некој има некоја мака, меѓутоа клучно е во семејството, што велам, да преку фацијална експресија, преку сите тие начини на кои што тоа комуницира, не само вербално и невербално, вие може многу да препознаете. Според студијата од 2020 година, семејната комуникација игра важна улога во психолошкото здравје и целокупната благосостојба. Разговорот е темел на една суштинска комуникација помеѓу две човечки суштества и тоа е нешто што како да се губи во ова време, каде што гледаме дека социјалните мрежи и постојаното фокусирано активност на секој од нас на социјалните мрежи некако ја заменува таа вистинска комуникација, вербална, невербална со членовите од семејството. Значи, тоа е погрешно и навистина прави многу големи проблеми меѓу членовите во семејството и не може социјалните мрежи да бидат замена и комуницирање преку пораки со една вистинска убава комуникација во живо. Квалитетот на комуникација на родителите на крајот го одредува успехот на нивното родителство и среќата на нивните деца. А за здрава и правилна комуникација потребно е моделирање на позитивно однесување, јазикот со кој се изразуваме и сослушувањето, да се знае што сака да се каже и да се биде спремен за компромис. Ефективната комуникација е камен темелник за здрава врска. Одржувањето на емоционална врска преку отворен диалог и внимателно слушање е од клучно значење, особено при стресни ситуации. Денес во артикулација неколку убави препораки. Одржувајте жива физичка интимност. Допирот е основен дел од човековото постоење. Студиите на доенчиња ја докажале важноста на редовниот приврзан контакт за развојот на мозокот. И придобивките не завршуваат во детството. Приврзаниот контакт го зголемува нивото на окситоцин во телото, хормон кој влијае на врзувањето. Иако сексот често е камен темелник на посветената врска, тој не треба да биде единствениот метод за физичка интимност. Честите, приврзани допири, држање за раце, гушкање, бакнување се подеднакво важни. Не плашете се од несогласување. Некои парови тивко ги зборуваат работите, додека други може да го кренат гласот и страстно да не се согласуваат. Сепак, клучот за силна врска е да не се плашиш од конфликт. Комуницирајте отворено и искрено. Добрата комуникација е клучен дел од секоја врска. Кога и двајцата знаат што сакаат од врската и се чувствуваат комотно да ги изразат своите потреби, стравови и желби, тоа може да ја зголеми довербата и да ја зајакне врската меѓу вас. Бидете добар слушател. Ако можете да научите да слушате на начин што ќе направи другото лице да се чувствува ценето и разбрано, можете да изградите подлабока, посилна врска меѓу вас. И за крај, развивајте комуникацијски вештини и преку учење. Придобивките ќе бидат ваши. Комуникацијата во семејството е исклучително важна, бидејќи им овозможува на членовите да ги изразуваат своите
потреби, своите желби и грижи, своите чувства едни на други. Отворената и искрена комуникација ја создава атмосферата која овозможува на членовите на семејството да ги изразат своите разлики, како и љубов и восхит еден кон друг, односно стимулативна средина и семејна атмосфера. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Довидување до следната недела.